Тие се сонцињата наши овој ден, да знаете дека многу сте не усрекиле. Горди сме на вас. Сега ми велат, ајде Калиопио на нашата. И стварно ние имаме една наша. Извини што ти го земам водителското место, ама дојде од нив желбата. Гарота Витијан. Гарота Витијан. И неговите синови, браќата Давитијан. Само јас нема да пеам денеска без вас. Качувајте се на сцена, доаѓајте тука. Има време кога да се качат македонските кошаркари на сцена. Може Калиопи барем една строфа да изпее. Треба да се најават име по име, заслужија и повеќе од тоа, на мене толку. Македонската кошаркарска репрезентација на ова покажа не само срце, туку и знаење и вештина. Македонското знаме, за македонското име, за македонскиот народ. Кога тргнавме во Литванија, тргнавме со надеж, но без очекување. А се вративме со гордо крената глава и со полно срце. Знам дека се си знаете со нивното име и презиме, но овие неколку реченици за нив верувам дека се малку за да опишеме што се направија вие за македонската репрезентација и за македонската држава. Ке планите, репрезентација, елита. Ова е сегашноста, а иднината на македонската кошарка е во негови раце. Со репрезентативен број 10 ви го представува Марко Симоновски. Марко! Иако неговото искуство во помладата репрезентација е за почит, ова европско првенство треба да го подготвува за она што допрва го чека. Со своите 22 години, тој допрва ќе се докажува на кошаркарските терени, а неговото име е Ивица Димчевски. Следниот играч, кошаркарските критичари го опишуваат како брз шутер, на кого ако тргне, ни Господ не го спасува противникот. Токму ова тој го докаже на домашното првенство во квалификацијскиот дел, а посебно против британците, но и на ова европско првенство. Со број 4, ова е Димитар Мираковски! Играчот кој особено се покажа својата улога во македонската репрезентација. Кога беше најпотребен, тогаш се наоѓаше токму каде што му е местото. Со број 6 ви го представувам Дарко Соколов. По неговата сезона во Бугарија, овој играч се очекуваше дека и текако ќе допринесе за успеха. Дека Мировски се многу важни за овој тим. Ова е Дамјан Стојановски! Ако некој беше решен да ги изненади грците, тоа е следниот играч. Неговите 3 тројки на овој надпревар, како и одличната игра на останатите мечеви, само го потврди она во што Марин Докузовски се надеваше.
дека овој джин има уште поджиновско срце. Странските новинари го опишуваа како дефинитивниот македонски столб, но на ова европско првенство тој покажа дека знае и да погодува. Човекот кој се најде на листата топ 10 блокери на ова европско првенство со број 15 ви го представувам Предраг Самарджински. Предраг! Следен е војнот со лавовско срце и покрај многуте повреди, сепак отпатува за Литванија и го даде својот максимум за Македонија. За жал, прерано го заврши овај играчи да играат за него. 11 Гечевски! Играчот кој пред неколку години од македонскиот тим на ова европско првенство докажа дека пораснал во зрел одбранбен стоп од кого сите играчи кои ги чуваше им беше страв да не им ја украде топката. Тоа го правеше многу умешно и затоа третото место на ова европско првенство на листата играчи кои имаат највеќе украдено топки. Со број 8 ова е Војдан Стојановски. Неговата задача во оваа репрезентација беше едноставна. Што повеќе поени во противничкиот кош. Освен што си ја заврши одлично, човекот со највисок просек на одиграни минути на терените во Литванија, понад преварот со домакинот не запраша сите. Дали сме свесни што направија овие момци? Со број 5, Мојата изјава беше леле луѓе што направивме, ама денеска морам да кажам леле луѓе што направивте за нас. Фала ви многу! Играта на овој македонец ги полнеше сите светски вестници за време на ова европско првенство. А има и зошто. Место на листата просечно погодено место во поенаќа. Немаше да биде комплетна ако го нема на најголема возбуда и адреналин. Тој беше човекот кој со својата смиреност влеваше самодоверба кај своите соиграчи. Нивни свои дабл учиноци беа и текаваш на одстап. Со број 12, Питено резултација. Пеналти! Нешто. Сите се чудеа што се дешава во соблекувалната после утакмица. Да го поканам нашиот диригент. Мики, дојди вамо.
Идеме, Мики. Ајде, редите. Ајде, Мики! Дајте аплауз за Мики! И никако не смееме да го поздравиме човекот кој што беше командир на оваа кошаркарска репрезентација. Човекот во кој сите верувавме од овде, а и сите овие кошаркари веруваа дека ќе ги однесе кон нови победи. Треба ли повеќе да кажам за Мари Докузовски? Поздравам сите што дојдовте да ни дадете подршка. Ние бевме многу далеку од вас и не го чувствувавме тоа дека овде во Скопје, во Македонија цела, сношти бевме многу тажни после поразот. Имаше голема болка во нас, меѓутоа денеска кога дојдовме овде, кога видовме колку не почитувате, колку не сакате, верувајте ми, не ни треба медал. Вие сте нашиот медал! И злато да ни дадете сега не го сакаме, вас ме сакаме! А сега, дами и господа, би сакал да го дадете најголемиот аплауз за целиот стручен штаб на македонската кошаркарска репрезентација. Луѓето без кои немаше да победиме и немаше да бидеме тоа што... Така е, шампиони! Пред малку Калиопи ви кажа дека заедно со македонската кошаркарска репрезентација имаат една заедничка песна. Нас и затоа сега би сакал да поканам Калиопи на сцената за со македонската кошаркарска репрезентација и граѓаните на Република Македонија да испееме дека едно име имаме.